5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс FM. 5 плюс FM на брановите на Индекс Радио. Знаеш, Нина, има на то истражувањето што го правихме за делфините, кои се смеехме за забите на делфините кога ги Шш, Марко, во програма сме. Марко, не шушкај. Нина, почнавме? Здраво, 5 плюсовци! Еве неповторно на вашата омилена фреквенција на Индекс Радио 91,3 со емисијата 5 плюс FM. И оваа емисија ќе имате можност да пеете, да се смеете и да учите интересни факти и загадки. Почнуваме со временската прогноза и тераме се поред. Овој пат позади миксетото е комшо. И тој ќе ве поздрави со неговата песна Cool. Пуштај музика! Јас сум cool. Cool. Јас сум cool. Јас сум многу cool. Комшо е cool. Комшо е cool. Другар е cool. Сакам да сум cool. Јас сум главен фраер, но сам дуксе. Стилот ми е познат, сите ке го дознат. Не го задевај, на победа не се надевај. Комшито го бранам, за ваков другар се ке дадам. Се ке дадам. Јас го следам, од него не се делам, од него гледам. И дуксер јас му земав, јас го следам. Од него не се делам, од него гледам. И дуксер јас му земав. Се дружиме често на нашето место. Играме баскет, даваме кош. Сите сме кул, сите сме многу кул. Заедно сме кул, заедно сме многу кул. Другарко комшо ми решава проблеми, другарството наше нема да се смени. Другарко комшо ми решава проблеми, другарството наше нема да се смени. Идемо комшо. Јас сум cool. Cool. Јас сум cool. Јас сум многу cool. Комшо е cool. Комшо е cool. Другар е cool. Сакам да сум cool. Сите сме cool, сите сме многу cool. Заедно сме cool, заедно сме многу cool. Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5 плюс драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5 плюс фамилија.
Си купив автобус убав, таков баш каков што сакам. Се е чисто и ново и мириса како сон. Еве веќе цела недела среќен си седам, да им кажам на сите, уште вечер ке гледам. На забава ке мене во 6:39 рокнавме музика, сите скокавме по кревет. Станав цеде да сменам, некој на врата ми тропа. Комшијата од втори пола сат дремел. Се пуштале музика, било ни едно време. Реков не ме замарај и му затвори врата. Купив автобус нов, за ништо не ми е кајле. Журка ќе правам, се до утре са бајле. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. За бајлето станав, ги гледам сите од зграда. Сакаат со мојот автобус да се возат. Ми се направи мерак, им реков ајде со мене. Ке ве носам на работа и ке стигнете на време. Тргнавме веднаш, почнаа гласно да ми зборат. Јадат, фрлаат ѓубре, ми направи алон. И тогаш ми светна, не треба вака да правам. Изгледа се лутат на сите, ке им се јавам. Ке им речам извини, вистина многу ви сгрешив. Да се поправам од утре, ете така си решив. Веќе не пуштам музика во ни едно време. Има правила и закони за сите и за мене. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Ме гледаат сите и многу криво им беше. И од маздата нивна да се повтори нема. Секој од нас колку дава љубов, толку и зема. Заврши, приказнава и сите се смеат. Се возиме низ градов, сите радосно пеат. Разбирање и почит, сега срце ни греат. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Јас ќе направам добро за тебе, ти ќе направиш добро за мене, тој ќе направи добро за нас. Пет плюс временска прогноза. Денес ке се случи нешто многу интересно. Според прогнозите што ги добив од Хидрометеоролошкиот завод, во комбинација со моите лични предвидувања, се очекува да падне многу снег. Вчера вечерта, додека бев на терасата околу месечината, забележав еден голем сјаен круг. Според едините деветени, сватив дека тоа всушност е прогноза за снег. Ке паднело од прилика 10 см снег, што е еднакво на висината на штиклите на тетка Душка. Затоа малите ски или згалките нека бидат задолжителна опрема во вашите чанти. Ще
Дали ги памтиш моите зборови? Никој да не знае дека те сакам. Пред тој ден му реков јас тогаш на дождот: добар е, ги крие бар моите солзи. Престана, ме напушти последен другар. Останав да сонувам како си моја. Очи ве сакам пак да те видат. Срце во сака пак да те прашам. Дали ги памтиш моите зборови? Никој да не знае дека те сакам. Телефон звони, празен стан. Бежаби баби, грозен сон. Нема да заборавам кога те видов прв пат. Ке останеш за мене се. Гласот ме стиска, чувствувам сам. Колку ме пазиш, само јас си знам. Нема да заборавам кога те видов прв пат. Ке останеш за мене се. Но јас не сум сам во овој наш убав дом. Но јас не сум сам, само твој. Но јас не сум сам во овој наш убав дом. Но јас не сум сам, само твој. Душо моја, се сеќаваш ли? Душо моја, па тоа сум јас. Нема да заборавам кога те видов прв пат. Ке останеш за мене се. Но јас не сум сам во овој наш убав дом. Но јас не сум сам, само твој. Но јас не сум сам во овој наш убав дом. Но јас не сум сам,
Денес, јас и Марко одлучивме да ви објасниме како делфините зборуваат. Делфините се водни цицачи кои живеат во морињата. Тие се едни од најинтелигентните суштества на планетата. Можат да имаат и до 250 зъби, а се хранат со риби. Делфините не можат да зборуваат на ист начин како и луѓето, но можат да комуницираат меѓу себе преку различни звуци кои на нас луѓето ни звучат како крикови или пиштења. Делфините се познати и по пријателскиот однос што го имаат кон луѓето. Главно живеат во јата од околу 1000 делфини. Тоа е за делфините. А по песничките се враќаме со детективскиот случај кој ни го прати детектив. Ето утро рано насред густа шума мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почнаа да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други, дружина во реда 2. Со мечокот сите да играат гласа за. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. На печулка една буба мара игра партнер е штурец млад. А таа му се жали како игра за прв пат. Слоница и глушец се фатија под рака, си се вртат пак во круг. А како нив двајца во шума нема никој друг. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Љубоморна меца остана во соба, а мечок игра твести рок. Сака да се напие, па си зеде меден сок. околу е темно, некој пуши пури, а зајко труби ту-ту-ту. Сите нешто пеат, само крава прави. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Шума е чима пампа. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Јухи, јухи, Да ја чуваме и пазиме животната средина, охридската пастрмка и морската сардина. Нашите шуми, полиња и ливади да бидат чисти, зелени и без отпадоци. За подобро утре и еколошка средина, кај што и дете слободно ќе шета. Биди ти дел од нас и секогаш повторувај: немаме резервна планета, немаме резервна планета. Дедовци, прадедовци на сите нации, има порака до сите наши генерации. Планетата наша да ја чуваме и пазиме, само така неа може ние да ја спасиме. За подобро утре и еколошка средина, кај што дете слободно ќе шета. Биди ти дел од нас и секогаш повторувај: немаме резервна планета, немаме резервна планета.
добро утре и еколошка средина кај што дете слободно ќе шета. Биди ти дел од нас и секогаш повторувај, немаме резервна планета, немаме резервна планета. Немаме резервна планета. Е за Airbus. Ако сакаш да стигнеш најбрзо некаде во Европа и светот, вози се со авион. И авионите се имаат имења. Airbus е името на еден од најдобрите светски авиони кој се прави во Европа. Детективскиот случај. Фамилиарниот пикник на семејството на Мата и Николина започна со многу непоканети гости – мравките. Матеј беше многу изненадан поради тоа. Николина смеејќи се рече: мравките доаѓаат на секој пикник. Покажа кон масата со садови и шишиња. Барем целата храна е добро заштитена. Пред да отидеме на игралиштето, видов дека секое тањирче беше покриено. Одеднаш ќе прекина Емил, нивниот 8-годишен братучет. Некој ми ја украл фармата со мравки. Николина изненадано извика: си донел мравки на пикник? Емил кимна со главата. Ја доби фармата со мравки за мојот роден ден. Сите тие мравки беа помеѓу 2 стакла со песок и можев да гледам како живеат мравките. Сакав да им ја покажам на сите после ручекот. Кога последен пат ја виде, прача Матеј. Ја ставив на клупата покрај масата со храна, за да можам да одам да играм фудбал. Емил, покажувајќи, се приближи една крупна тетка. Здраво, тетка Ева. Дали наскоро ќе јадеме? Ја праша Николина. Се разбира, сега се ќе организирам. Се приближи до масата со храна и извика: мајко мила! Матеј, Николина и Емил се стрчаа и видоа како на брзина Ева ја покри зелената чинја со фолија. Овој сад е полн со мравки. Како ли влегоа низ оваа пластична фолија, па целата беше покриена. Еве ја мојата фарма! Емил среќно извика под масата, но неговата среќа најбрзо исчезна. Песокот и мравките ги нема. Николина зирна под фолијата на салатата на тетка Ева и виде стотици мравки кои копаа низ песокот, крашокот и морковите. Јак! Се згрози и ја покри повторно салатата. Некој ја отворил фармата за мравки на Емил и ја истурил во стадот на тетка Ева, рече Матеј. Не би можела да предпоставам зошто некој би направил таква работа, рече Ева. Но додека бев кај возрастните, постојано внимавав на храната. Ги видов Златко, Јана и Петар покрај масата со храна во различно време.
но не можев да приметам што прават. Ајде да зборуваме со нив, и рече мати на Нина. Што кревате толкова джева за едни мравки? Праша Златко. Надвор сме, се разбира дека има мравки насекаде. Но некој е историл фармата со мравки на Емил во салатата на тетка Ева, рече Николина. И фармата и салатата се уништени. Емил изгледа сам ја фрлил фармата, рече Златко. Мајка му вели дека тој не сака зеленчук. Тоа е начин да се откачи од зеленчукот. Јас бев покрај масата, бидејќи ја ставав чоколадната торта на мајка ми. Кога братучедите ја прашаа Јана, таа рече: тетка Ева е најлошата готвачка на светот, рече Јана. Со задоволство би фрлила било што во храната која таа би ја донела на пикник. Да, бев покрај масата, но не ја забележа фармата со мравки на Емил. Мило ми е што не сум јас. Мразам бувачки. Само грабнав јаготка од овошната салата на мајка ми. Се разбира, не сум јас, им рече Петар Потоц. Секако, јас бев близу до масата со храна. Изгледа ќе морам да признам дека земав колачи, исто така, но само ја отворив кутијата со колачиња на мајка ми. Знаев дека има направено и чоколадни колачи, па земав едно. Мислам дека знам кој ги истори мравките, рече Николина. И јас исто така, се согласи мати. На кој се посомнева Николина? А вие пишете ни на мейл, во порака или на Facebook страницата 5+ фамилија, кое е вашето решение. И се разбира, останете со нас до крајот на емисијата. Секој некогаш се прашува дал припаѓа, но
другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5 плюс драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5 плюс фамилија. Слушај бурно, отри са бајле, некој буши, сака терасата да ни ја сруши. Сите во пижами излеговме, нашата тераса да ја спасиме. Човекот се застреми и замина, терасата недобрена остана. На улица, на стоката, зграда има со тајна врата, а таа врата е за тераса со жолта маса. На тераса е кугланата, на тераса ни е играта, на тераса ни е смејата, тоа е тераса на слободата. Сега слушни нешто чудно, слушај бурно, вътре са бајле, некој буши, сака терасата да ни ја сруши. Сите во пижами излеговме, нашата тераса да ја спасиме. Човекот се застреми и замина, терасата недопрена остана. Нашата зграда е зграда на слога, стари млади сите заедно сме погласни. Знаеме што значи да имаш свое место, каде ни е убаво и одиме често. Ла 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 ла. 5 плюс права и обрси. Ајде, таза права и обврски. Ајде, повели народе. Марко, не сме на пазар. Правото и обврските не може да бидат тазе како и зелка и брокула. Правата си ги имаме, а за обврските самите ние сме си одговорни. Штом сме на темата пазар, ајде да видиме што велат нашите пријателчиња што е здрава храна, а веднаш потоа да продолжиме со нашите права и обврски. Здрава храна е, например, кога нема да јадеш многу чоколадо, ќе јадеш повеќе овошје, зеленчук, така. Јас секогаш кога ќе се вратам дома, си го вршам домашното и јадам по еден поток. Морков, Зелка е здрава, пиперка, брокула, јагодите се здрави, ама тие се не се прскани. јаболко, банана, Цвеклото. И ананас е здраво. пирешко месо, Свинско месо. Компир, круши, киви, патлиџан, пиперка, салата, макдонас, лук. Моето омилено. Лук и ако нема не идам во Софија. млечните производи, месото, голем број други јадења. Здрава храна е
е нешто кога јадеш здраво. Има добар апетит што го чуваат за луѓето и тоа. Здрава храна е овошјето, зеленчукот и месото, млечните производи. И у нив има минерали и витамини. Овошјето е полно со минерали. Витамини. А зеленчукот е полнен со минерали. Здрава храна е се храниш здраво. Децата имаат право на квалитетна здравствена заштита, здрава храна и чиста животна средина. И обврска да се грижат самите за своето здравје, редовно миење на запчињата, редовно вежбање и помалку помфрити. Децата имаат право на приватност. Но обврска да ја почитуваат приватноста на своите другарчиња, родители, баби и дедовци. Јухи, Сите имаме права, но и мали обврски. Тие важат за сите, да ги исполниме и ке сме посилни. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Право мое е да играм со сите мои другари, но обврска број 1 да носам петки големи. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Природата е наша грижа, никој нема да ја уништи, зашто обврска е да ја чуваме, да бидеме внимателни. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Со игра песна, обврската е лесна, имам право да пеам на глас. Со игра песна, лекцијата е лесна, со учење ќе бидам најдобар. Утрово се разбудив и кивнав гласно, ми светна нешто силно и ми стана јасно. Веднаш готварска капа на глава ставам и чудеси разни со храна правам. Половина компир се претвори во бродче, од морково добив портокалово копче, комастило црта, планинскиот мед, млекото го снема, дури изброив до 5. Ајде деца сега пробајте и вие, зеленчукот сладки тајни крие. Но вошјето штом слушна се побуни стана, и јас
rukola, marula со крила, грашок, цвекло, зелка, спанак дава сила, грозје, сливи, вишни, кивија и круши, кај си праски, среши за на уши, капата на глава, лажицата во рака, прави чудни форми, кој како сака, хамбургери, чварки, помфрити, паштети, не јадете често, тоа ќе ви штети. Брокула, рукола, марула со крила, грашок, цвекло, зелка, спанак дава сила, грозје, сливи, вишни, кивија и круши, кај си праски, среши за на уши. Ајде деца сега, пробајте и вие, зеленчукот сладки, тајни крие, но воќето што слушна, се побуни стана, јади здрава храна, за детство без мана. М е за Монт Блан. На француски и италијански значи белата планина. Монт Блан е највисокиот врв во Европската унија и се наоѓа на Алпите. Висок е дури 4810 метри. Настани за следната недела. За следната седмица ви препорачуваме да одите во театар за деца и младинци, каде може да погледнете неколку врвни представи. Оливер Твист. Представата е за детето сираче Оливер Твист, кој расте во сиропиталиште. Авантурите во Лондон, што го носат на трагата на неговите дедо и полуб брат, се проткаени со пеење и свирење во живо. Живото пеење и актерското следење на приказната доминираат за време на целата представа. Оливер Твист е една од најбараните и најпосетуваните представи кај децата над 8 годишна возраст. Гига Мега Бајка. Гига Мега Бајка е нова приказна која ни доаѓа од старите приказни. 4 актери кои не можат да ја почнат представата Пинокио, зашто им фали актерот кој го игра Пинокио, почнуваат да смислуваат своја приказна.
рухи, ей! Во едно градче, во котлина збрано, во каче топло, во кебенце старо. Од мајка Буба, Петроније татко, се роди куче, необично ретко. Му дадоа име Брзотрчковски Петко. Бевме вкупно 5 кучиња на свет. Пони, Виви, Сречко, Сречко, чак и Петко, кучулинки 2. Пони, Виви се, Сречко, јас и Чаки, кучиња сме јаки. Фамилија кучешка, фамилија среќни сме, фамилија посреќна опет. Најсреќна на свет. Чаки чуки чак преки пули пак, чаки чуки чак преки пули пак, чаки чуки чак преки пули пак. Шљак, чешај, чешај. Пони лак лакира и телефонира. Виви многу чита, никогаш не скита. Сречко музицира, понекогаш фалшира. Чак и гол шутира и не нервира. Ау, 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 фамилија најсмешна, фамилија откачена, фамилија посреќна од 5. Најсреќна на свет. Пеки буги пак, чаки чуки чак, пеки буги пак, чаки чуки чак, пеки буги пак, чаки чуки чак. Шљак, чеша, чешај. Јас сум Петко Шерет мал, многу таленти во себе сум збрал. На мама сум паметен, на тато сум брз, секогаш уреден и секаде прв. Знам и да читам, одлично пеам, јас сум екологист, ги почитувам по старите, сам си ги брзувам бевките, возам велосипедем, се така поред. Сила со фамилија растрчана, фамилија насмејана, фамилија посложна од 5. Најсложна на свет. Парарарам, парарарам, парарарам. Сила со фамилија. Погоди, епизода од 5 плюс фамилија. Дали некојаш ти се случило да најдеш некој предмет, а да не знаеш што е тој предмет, а уште помалку да знаеш за што служи? Марко, па како може да има таков чуден предмет? Јас обично ги познавам сите предмети во мојот дом и многу добро знам кој за што служи. А ти имаш видено некогаш таков чуден предмет? Да, сигурно имам видено. Само не можам да се сетам каде точно го имам видено тој предмет. Но можам да се сетам дека тоа беше една многу чудна кутија со многу копчиња, сијалички и имиња на главни градови. Според ова што ми го кажуваш, такво нешто можеш да видиш само во авион. Поточно во пилотската кабина. Многу копчиња, сијалички и имиња на град. Не, сигурно не сум го видел во авион. Некаде на друго место. Некаде... Може би на филм некој на телевизија? Не е ни филм, ама сега ми текне дека некаде на телевизија имам видено таа кутија. Марко, да не мислиш ти на онаа кутија, англиската маса за чај, а? Звучи неверојатно, но мене тоа ми е познато од некаде. Тоа е онаа кутија што никој не знаеше за што е, па го викнаа детективот да помогне.
Но откако тој каже дека тоа е англиска маса за чај, мистеријата стана уште поголема. Звучи неверојатно, но мене тоа ми е познато од некаде. Тоа е онаа кутија што никој не знаеше зашто е, па го викнаа детективот да помогне. Но откако тој каже дека тоа е англиска маса за чај, мистеријата стана уште поголема. Токму така, на тоа мислев. Па потоа дојде тетка Душка и на крајот таа ја реши мистеријата околу кутијата. Рече дека порано на таа кутија слушале музика, танцувале, па дури слушале радиодрами. Ете, решена е уште една мистерија. Да, фала Нина. Мислам дека можеш да му бидеш помошник на детективот. Како какао, цел свет е вкусен, како какао. Барабирабирам, 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 барабирабирам. Јас сум како фраер, а јас сум како дама. Ние сме си пар, пародиса зграда. Се вкусно, по децата што не знаат, а старите мудруваат. Сите сме си различни, на милион начини. Се вкусно, како какао, како какао, цел свет е вкусен, како какао. Барабирабирам, 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 барабирабирам. Ние сме ко едно, сите да сме заедно. Заедно се сакаме, како што ви свириме. Се вкусно, како какао, цел свет е вкусен, како какао. Здраво, другари! Од октомври почнуваме со третата сезона на нашето 5 плюс драмско студио. Ако имате од 6 до 12 години, дојдете на нашите часови по глума. Заедно ќе учиме, ќе развиваме нови вештини, ќе се водиме од нашата имагинација, а ќе ја подобриме нашата концентрација, ќе стекнеме самодоверба и нови пријателства. Пријавете се, испрати е-порака на dramsko-5plus.mk или јавете ни се на 070 284 004. Биди дел од нашата 5 плюс фамилија. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија,
20 волти, кога загрмат, сите комши во двор лудуваат. Тетка Душка па има расрина стамена, коси куват и лудуваат. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Папа Севда вика, тропа на врата, а пак менде си ја гушнал бовчата. Пие вино, свири, гајда рок-н-рол со нас, вели деца денес вие сте ми спас. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Визба стара и гитара, рок-н-рол експлозија, а во бендот гајда свири, дедо мене наш во пензија. Ред да се одјавиме, да ви откриеме кој ја зема, ја отвори и ја истори фармата со мравки во салатата на тетка Ева. Златко ја направи таа белја. Си помисли дека би било добра шега доколку има мравки во салатата на тетката која е задолжена за целата храна на пикникот. Тој беше единствениот кој знаеше дека има зеленчук во садот. Па очигледно тој ја отворил фолијата. Ете, наши драги 5 плюсовци, полека дојдовме до крајот на нашата втора емисија. Времето поминува брзо кога се случуваат убави нешта, зарем не? Токму така, Марко. Нас времето ни помина брзо, а сигурна сум дека и на нашите слушатели. Слушајте не секоја сабота од 12 часот на Радио Индекс. Гледајте ги новите епизоди на 5 плюс фамилија. Гледајте цртани филмови, одете во театар, читајте книги, слушајте музика, а кога мислам на музика, мислам на 5 плюс бенд. Ве поздравуваме од студиото на Радио Индекс. Останете насмејани, исполнувајте ги обврските, забавувајте се, сакајте се или со еден збор бидете cool. Јухи, јухи, јеј! Italiani! Hola, Espagnol! Hello, Great Britain! Ias Vireco! Ciao, Italiani! Hola, Espagnol! Hello, Great Britain! Ias Vireco! Da tua te ver, te sacam cagoden! Seni seriorum, I love you, je t'aime! Da tua te ver, te sacam cagoden! Seni seriorum, I love you, je t'aime! Hallo, aus Deutschland! Salut de France! Neka bidat si te srekni, so muzika i tanz! Hallo, aus Deutschland!
салют до Франс. Нека бидат сите среќни со музика и танц. Татуата ден, те сакам како ден. Сени сериорум, I love you, ждем. Татуата ден, те сакам како ден. Сени сериорум, I love you, ждем. Мархаба, Араб, на месте Индија. Најважно од се е да се сакаме ти и јас. Мархаба, Араб, на месте Индија. Најважно од се е да се сакаме ти и јас. Татуата ден, те сакам како ден. Сери сериорум, I love you, ждем. Татуата ден, те сакам како ден. Сери сериорум, I love you, ждем. Татуата ден, те сакам како ден. Сери сериорум, I love you, ждем. Татуата ден, те сакам како ден. Сери сериорум, I love you, ждем. Те сакам како ден, I love you, ждем. Те сакам како ден, I love you, ждем. I love you, ждем. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс FM. 5 плюс FM на брановите на Индекс Радио.